Добар ден на сите присутни, медиуми и јавност. Согласно член 38 од Статутот на Општина Битола, службен гласник на Општина Битола број 10 од 2005, свикувам седница на Комисијата за заштита на човековата средина на Советот на Општина Битола за 31.2025 година во 11 часот со предлог на следниот дневен ред. Точка број 1, единствена, извештај од Општина Битола за превземените мерки во однос на препораките добиени од Министерството за животна средина и колку инспекциски надзори се извршени од 1.1.2025 година. Дали се согласуваме за ваквиот дневен ред? Кој е за, нека крени рака. 4 за, 3 за уствари. Можеме да преминиме на прашања, повелете. Повели Чолаковски. Кога добивме известување за надминување на прагот на алармирање? Кога беше известувањето испратено до Општина Битола? И во кои денови, пошто имаше нели два, мислам, така Александра? Момент. Вака сега. Што се однесува до загадувањето во изминатиот месец, на 6. и 7.1.2025 година го имавме првиот праг на информирање. Тоа знаете дека е два последователни денови над 100 микрограм врз метар кубен. На 17.11 и 18.11.2025 е вториот праг на информирање. 17 18, извини? На 17 и 18.1. Добро. Да, втор. 21 и 21.1 е третиот праг на информирање и веќе на 22.1 се преминува кон праг на алармирање. Загадувањето осцилира од праг на информирање до праг на алармирање, но прагот на алармирање е прекинат на 27.1.2025. Значи во уште еднаш, прагот на алармирање од 22 до 27 беше цело време надминат, така? Од 22.1 до 27 траеше прагот на алармирање, во некои денови имавме намалување, меѓутоа не беше прекинато од Министерството. Да. Значи 5 дена имавме праг на алармирање надминат. Да. Добро. Во континуитет од 21 до 28 имаме зголемено загадување, алармантно. А во текот на вчерашниот ден имавме нова епизода на праг на информирање, додека денес имаме намалување под 100, односно 92 микрограм врз метар кубен. Добро. Дали имаме обврски и препораки кои ќе се надмини прагот на информирање, ние како општина? Одделението за урбанистичко планирање и заштита на животната средина континуирано ги следи деновите на загадување во текот на целата година, меѓутоа во зимските периоди со особено внимание и изработува соопштение за праг на информирање и праг на алармирање. Добро, кој е прагот на информирање? Дали имаме препораки и мерки кои што општината треба да ги преземе? Да, и во двата прага има препораки и мерки. Добро, кои се за информирање препораките и мерките? Момент само ги имаш темел. Вака сега во моментот само да го најдам дописот, а иначе за време на праг на информирање препораките се најчесто до населението да не излегува на отворено, да не се движи, да зема антиоксиданси, витамини, односно еден вид на информирање дека загадувањето оди кон е алармантно, меѓутоа во прагот на информирање имаме построги мерки. Добро, прагот на информирање, вие како служба според препораките и информациите што ги добивте од Министерството за животна средина, ја информиравте општината за состојбата моментално со аерозагадувањето во Битола. Да, секогаш се испраќаат соопштенија. Така, и кој требаше да реагира да испрати информација до општината, така? Јавно известување до јавноста дека е надминат прагот на Одделението ги испраќа соопштенијата, така? Општина Битола мора да објави на страната, не знам. Одлично. Мислам, не сум лицето што можам да ви одговорам на ова прашање. Добро, кој ќе е праг на алармирање надминат, тогаш кои препораки и мерки ги имаме предвидено? Вака сега.
Согласно нацрт записникот на 33-та седница на влада на РСМ, одржана на 19 ноември, една од препораките на Министерството за животна средина беше согласно законот има одредени мерки, да речеме 20. Меѓутоа препораките од Министерство беше ги имам. Препораките од Министерство беа мерките за кои што ќе се задолжи општина Битола да ги прави да бидат веднаш спроведливи во време на праг на алармирање. Оние мерки за кои што добивме насоки дека ќе се спроведуваат, само момент. Не прашам дали се спроведиле, прашам само кои се препораките и мерките кои што ние како општина во праг на алармирање требаше да ги извршиме. Да, препораките беа содржани во соопштението за прагот на алармирање. Можам да ви ги прочитам ако сакате. Да, ќе те молам. Да. Вонредни инспекцијски надзори на терен и контрола на беинтегрирани дозволи, елаборати, казнување и опомени за горење на мастоло, пластика, опасни материи, казнување и опомени на мали сервиси и погони, чистење на атмосферски шахти, миење на улици и тротоари, вонредни контроли на градилишта, строга забрана за горење на отворено. Чистење на шахти, миење на улици, слушнав така? Да, миење на улици, шахти, вонредни контроли на градилишта, строга забрана на горење на отворено. Добро. Благодарам, Александра. Директоре Нишко градба, дали од периодот 22 до 27 додека бил прагот на алармирање, пошто вие сте задолжени за чистење на шахтите, дали екипа ваша излегла на терен да ги чисти шахтите? Од 22 до 27 додека траел прагот на алармирање и додека сме имале законска обврска да ги спроведиме мерките кои што се со закон пропишани. Согласно условите кои ги дозволува природата на работа, ние во периодот кој што измина, до вчера, заклучно со вчерашниот ден, имаме чистено 106 сливници, не шахти. Шахти не се чистат. Сливници чистиме. Добро. Кога ќе имаме проблем со шахтите, ја пуштаме екипата за интервенции и немаше ни една шахта која не функционираше во градот. Кога се исчистени овие што ми кажавте? Ете, имам тука на број 106 сливници до вчерашниот ден. Во кој период? И 7 решетки. Во кој период? Од 20 до вчерашниот ден, кога дозволуваат условите да се работи. Значи, кога не се температурите под нулата, екипите излегуваат и ги чистат сливниците. Можем да ви набравам. Пат за село Лавци и чистени се 6 сливници. Железничка улица, од Железничка до булевар Први мај 15 сливници. Во Буковски ливади, улица Ѓорги Зековски, Апостол Здравевски, Паца Мирчева, Митре Врчковски, Кочо Доловски 50 сливници. Населба Карбош 15 сливници, улица Томаки Димитровски 4 сливници, Методија Пачев 2 сливници, улица Индустријска пред број 3, 33 и 35 4 сливници. Улица Петта нема сливник ичистен, има 3 решетки. Тоа е во населба Баден-Балари и на улица Широка се 10 сливници. Исто така на патот за Лавци се исчистени 2 решетки, Железничка една решетка, во Буковски ливади една решетка имаме чистено и 3 решетки, како што спомнав, на улица Петта. И во континуитет и денес се работи исто на терен. Имаме екипи, но денес се намалени екипите, бидејќи моментално работиме на улица Дебарска пред број 105, редиме коцка и чистиме градежен шут од наноси од снеговите, и на улица Енидже Вардар исто така редиме коцка, затоа денес работиме со намален интензитет на екипи низ градот за чистење на сливници. Добро. Директоре комуналец, дали од 22 до 27 сте излегле на терен и сте миели улици? Временските услови согласни? Така, согласно минусните температури, временските услови, во овие денови температурите движеа минусни претежни околу 0,1-2 степени, па ние на тие не смееме заради после мењето, голомразица што ќе настани и после тоа нормално ќе настанат, ќе се предвиде штети. Меѓутоа, во замена за ова, ние тековно излегувавме на сите тротоари во централното градско подрачје со метење на тротоарите.
Благодарам. Да, повели Габриела. Вака. Директоре, прво за временската прогноза, значи минусни температури, ако сакате ќе ви го извадам графиконот, во тие денови имаше само во раните утрински часови, а во текот на денот не беа минусни температурите. Меѓутоа, дали може да ми одговорите, дали имате набавено средство, односно адитив, кое што е специјално за прскање на улици во вакви услови и кое што наназад годините се прскаше низ улиците кога ќе имавме ваква состојба. Ме интересира дали имате набавено, колку имате набавено и дали истото го искористивте во овие изминати денови. Во моментот немаме такво средство набавено, но тоа средство во овој период кога кажуваше немаше услови за да се спроведе. А зошто односно, немате набавено? Заради затоа што немаше услови да се спроведе, да се минимум за тоа средство треба да има 2 до 3 дена да биде суво, односно суви коловози да имаме за да можеме да го нанесеме тоа средство на терен, а во овој период кој го кажавте постојано беше коловозот. Сигурни сте дека така пише на средството? Сигурен сум, да. Дека заради заштита на коловозот, односно заштита на учесниците, треба тоа средство да бидат суви коловози, да се прска со тоа средство, да биде обезбедено од полиција заради тоа што тоа средство често настанува пролизгување на теренот каде се нанесува, па затоа се препорачува да биде на суви коловози. Добро, бидејќи еве ќе имаме суви коловози, се најуваат потопли денови, ќе набавите такво средство? Да. Кога? Разгледуваме понуди од каде се може да се. Имате средства за да ги набавите? Тоа со слободните средства ќе набавиме, со слободните пари ќе набавиме такво средство за коловозите. И во наредниот, доколку има нормално праг повторно и кога ќе се створи услови за прскање, ќе биде нанесено тоа средство. Добро. Дали може да ми кажете колку улици измивте во овие денови кога имавте праг на алармирање? Како што кажав, дури вчера условите дозволија во 24 часа не сме да биде минусни температури за да можеме да излеземе да ги миеме улиците, па така да вчера прв пат се створија услови за да можеме да излеземе на терен. Вчера сите главни улици се поминаа во градот, денес повторно имаме заедно со другите јавни претпријатија, со водовод, со пожарната на општина Битола, имам помош исто така и од РЕК Битола со 4 цистерни. Во моментот се мие на повеќе локации во градот, сите главни локации, главни улици, касарната и ќе се продолжи во овие наредни денови, дури имаме позитивни временски температури, односно кога времето дозволува за тоа. Значи, во периодот кога имаше праг на алармирање, јавното претпријатие Комуналец не изми ни една улица. Не беше во времето. Заради тоа што не беше во времето, така? Да сумираме, мислам. Минусни беа температурите. Значи не беа минусни температурите. Беа Јас ве минусни прашувам дали температури. измивте улици. Не Беа измивте. минусни Добро. температурите. Не беа, ќе ви го Беа. извадам тука графиконот, ќе го видите. Добро, не ги измивте. Кога имате извршено последно набавка за метли во јавното претпријатие Комуналец? Метлите ни се од собствено производство повеќе години, не само оваа година, нешто набавуваме мала количина, последно во текот на 2024 година имам набавено, меѓутоа најголемиот дел од метлите кои ги користиме се собствено производство повеќе години уназад, не само оваа година. Добро, значи метлите кои вчера ги користевте, сами си ги произведувате. Најголемиот дел, да. Добро. Ме интересира зошто вчера на ниедна улица немаше никаква механизација за метење, бидејќи знаеме дека имаме, и дали може да ми кажете дали имате возила кои што ви се во неисправна состојба од метларките? Имаме А колку имате вкупно? вкупно, имаме вкупно 4 метларки, од кои се две во моментот во возна состојба, едната пред 2 недели некако од прилика имаше сообраќајна несреќа каде што МВР излезе на терен, се направи увид, во момент е постапка на поправање на таа метларка. Првин, како што кажа и колегата од Нискоградба, во текот на
изминатиот месец беа вкупно 266 тони сол фрлени и 261 метар кубен ризла. Таа ризла пракса во јавното предпријатие Комуналец првин да се мети рачно, да се измети за поефикасно, па потоа метларките по мијењето рачно се мие и потоа се излегуваат метларките на терен. Значи од 100% вие функционирате со 50%. Пошто имате 4, две ви се расипани. Да, во моментот. Исправни се, меѓутоа, како што кажав, праксата е првин да се изметат улиците, потоа тие ќе излезат на терен. Други возила немате кои ви се во дефект? Во каков дефект? Во без заметларки? Да не можат да се користат. Не само метларки, значи треба и да ги миете улиците. Ме интересира цистерни, сите ви се во функција? Цистерна една имаме и таа во функција. Една? Една имате? Една имаме, да. А имате црева за сите хидранти што ги имате низ зградата? Да. Зошто не ги користите? На широк сокак има можност цел широк сокак да се мие преку хидрантите со црева. Зошто не ги користите? Ако имате. Со цистерна или за се зарачно? Зборам за црева. Зарачно мие. Да, зарачно. Широк сокак го миеме со цистерна согласно с потребите. Денес Јас ве прашувам зошто со црева не го миете. Пошто една е цистерна, не може цел град да го измиете со една цистерна. Имате, значи имате и улици, ко можам јас да го знам ова, може и вие, треба и вие да го знаете, бидејќи и главните улици имаат можност за хидранти, може да ги миете со црева. Зошто не ги миете? сега во овие дена треба Еве да и имате овие дена. Треба да имам во предвид дека овие дена повеќе од 10% од техничкиот кадар на јавното предпријатие заради мерките беа ослободени од работа, па и бевме и со намален кадар. И тоа треба Ама да тоа се... не е проблем на граѓаните. Граѓаните плаќаат кај вас услуга. Точно. Значи, вие како менаџер треба да си предвидите дека имате таква возрастна граница на вработените. Јас не може да ми ги кажувате сега причините, а јас ве прашувам зашто не се реализирани. Значи, ќе си платите дополнителни дневници. Вие сте менаџер, јас не сум директорка на Комуналец. Точно, меѓутоа ние предвидовме во планот за вработување, па на совет беше тој модифициран по други некои ставки, Имавте предвидено работници што ќе мијат по улици? Да, тие се Колку? општи работници. Колку имавте предвидено? Само еден ни одобривте, повеќе имавме Колку? предвидено. Имавте, кажете ми, Не е со во бројка. моментот пред Јас мене. го имам пред мене. Имавте 3. Од 3 Општи еден ви работници. одобривме, да. Ама не само општи, и други работници што се Јас на ви терен кажувам за небо. такви работници кои што ги вршат тие работи. Точно. Точно, да. Кажете ми, дали должите средства за резервни делови? На тие возила кои што ги имате во возниот парк и така натаму. Дали должите средства за резервни делови? Да. Имате некоја сума колку? Не, во моментот не. Преку 10 милиони должите. Јас ќе ви ја кажам сумата. Ако сака нека продолжи некој друг. Во ред, повелете го Корлевски. И благодарам, председателке. До општината. Вели во зависност од Само процедурално извини Корлевски, од општината немаме представник кој би ни одговорил во врска со прашањата на колегата Чулаковски зашто не се објавени на веб страната праговите на алармирање. Не гледам таков представник, мислам дека од Одделението за животна средина нема таква обврска. Ако може во меѓувреме да дојде некој да ни каже, да ни одговори. Добро, во меѓувреме нека дојде представник за да се одговорат прашањата. Нема проблем. Александра, извини, или било кој од вас што... Значи, според она што како законска обврска што изваена, вика дека прагот на информирање е на PM2 честитки над прагот во текот на 2 последователни денови. Моето прашање прво е, дали имавме вакви во ноември-декември месец? Прво. Сега во моментот точно не можам да ви одговорам, бидејќи не ги носам тие месеци, меѓутоа 90% сум сигурна дека немаше. Не. Добро. Загадувањето почна во јануар, праговите на информирање. Добро, бидејќи мерните станици она што зборува и тие што ги има на Битола 2, кажува дека имаше, зашто беше пропуштено. Тоа ми е прашањето, да го прати општина Битола. Молам? Да го прати општина Битола, зашто? Или немавте информација, значи имате контакт точно со
со надлежната институција. Со Министерството, мислите, или Со Не ве мерната слушнав, станица извинете. Битола 2, Министерството. Да, вака сега, мерната станица Битола 2 континуирано ја следиме и Министерството, доколку има прагови на информирање и алармирање, ни пушта дописи. Меѓутоа, ние пред да Значи, стигнат вие дописите, само си ги одите на следиме. дописи, без оглед што Не. Ние си ги следиме. Во истиот момент кога ќе алармираме прак на информирање или алармирање и во текот на денот од Министерството ни стигнуваат дописи. Значи, и ние то го правиме, ги пратиме мерните станици, односно во случајот едната, Битола 2, бидејќи Битола 1 не работи. Зошто не работи Битола? Општина Битола се обрати до Министерството за мерната станица Битола 1 и ни беше одговорено дека е во ремонт и ќе биде ставена најбрзо што може во функција. Меѓутоа, мислам дека од септември, крајот на септември, октомври не работи. Значи, од крајот на септември не ни работи Битола, тоа ми е првото. Од кога ги добивте овие прагови? Дали се обративте прво до Министерството за внатрешни работи, бидејќи ние како Битола си имаме проблеми со сообраќајниот режим? Не Пошто сме вели, надлежни. се извинувам, во случај на надминување на прагот на информирање за суспендирани честички со големина до 10 микрометри PM2 и така натаму, вели да се мерки имат најавено. Сектор за внатрешни работи да ја активира да ја спроведе одлуката и контролата во еден сообраќајен режим за тешки товарни возила. Бидејќи ние имаме забрана на одредени сообраќајници кои што не дозволуваат тешките товарни возила, на пример, еве да збораме кај влезот од Грција, на таа страна, значи се копа заради топловодот, да и онака тешките товарни возила не се движат низ градот, дали го известите МВР за ова да го направи? Во овој дел ќе ви се обрати и раководителот на Општински инспекторат, бидејќи надлежноста не е на одделението. Ние како инспекторат се обративме до МВР во смисла на обезбедување на пренасочување на сообраќајот, ама тоа беше сега брзо за кога беа енормни бројките за загадување, а за другото, за движењето на возилата тешки, тоа било надлежност на комунално одделение, како што ми каже од МВР, тие немале надлежност за пренасочување на сообраќај директно. Добро, од комунално деление имаме? Немаме тука. Кој е на комунално, извини? Маријана? Добро, таа кога сака не одговара, кога не ќе прашам днес. Второ, вели печките за дрва да се користат за одржување со упатство на производител и редовно се чистат оџаците. Имавме слики во однос на оџаците. Значи на некои му се палеа, значи не ги чистат и така натаму. Тука имаме контрола направена? Имаше направено од страна на инспекторката за животна средина. Во конкретниот случај кај оџакот што се запали, истиот беше исчистен од страна на приватно лице работено во МВР. Меѓутоа, сепак оџакот претходно беше запален за конкретниот случај што го проверивме. Иначе, други случаи, луѓето се известени дека тековно треба да ги чистат оџаците секоја година. Добро. Вели, на децата, старите лица, хронично болните од белодробни срцеви заболени и за лицата кои работат на отворен простор им се попречува ограничено движење и активности на отворен простор. Дали за ова го известивте јавното предпријатие Паркинзи, особено за делот на лизгалиштето? Дали ги известивте дека не смеат да работат ова дејност? Во општина Битола, значи. Чи од вас не е ваша надлежност. Добро, окей, мој да прашам, кој ќе ми одговори, ќе одговори. Се уште една работа, вака се извинувам, до јавното предпријатие Комуналец, вели. Редовно чистење на улиците и пешачките површини од градот наставна на јавното предпријатие Комуналец. Редовно чистење. Едно прашање, дали улиците се валкат за еден ден ако редовно се чистат? Вели, според овие кои ќе има таква работа, вика треба редовно чистење на улиците и пешачките површини во градот од страна на јавното предпријатие Комуналец, значи наведено кој, не било кој. И моето прашање, дали улиците се валкат за еден ден, за една недела ако редовно се чистат? Секојдневно се чиста централното градско подрачје, секојдневно. Добро. Вака сега. Бидејќи она што ни дојде како информација, вели вака. Значи јас она што го добивме како информација.
Во врска со испраќањето на неделни извештаи, она што не информира општина Битола на седницата кога побарав, вика, во однос на мерките, рековме да има за време на општината, ви парафразирам, за бесплатен превоз на битолчани до Стрежево, вонредни инспекторски надзори, еколошки дозволи обалати, кои ќе збораме малце показно, казни опомени и така натаму, и направивме во текот на ноември и декември од 2024 од страна на Општинскиот инспекторат за животна средина, вонредни инспекторски надзори во 4 инсталации со бе интегрирани еколошки дозволи, тие и тие, значи во ноември и декември. Во ноември и декември температурите во Битола беа 17 степени и никогаш нити еден ден немаше минусни температури. Дали улиците се миеа во ноември и декември? Прашање до јавното предпријатие Комлагац. Да, се мија. Добро. Значи, снегот беше валкан, падна и ги извалка. Така? Мислам, од што се извалка, ако редовно се мие, од што се извалка улиците? Збораме за период од Јануар од 20 до 25-7, кога падна снегот, се извалка од снегот. од 11 јануари. Добро, до 11 нека е. Мислам, кога падна снегот, се извалка улиците. Точно. Добро, во ред. И сега, понатаму, одиме на одделот на општината. Локалниот еколошки акционен план. Дали се спроведува? Значи, во делот на локалниот еколошки план како, да речам, стратегија, Стратешка мерка. да, како стратешки документ, преку програмата за животна средина, мислам, помина, ја изгласавте, го одобривме буџетот, испланирани се поголемиот дел од активностите програмски кои што ги предвидовме согласно оваа програма, представуваат делови од локалниот еколошки план. Мислам, фактички програмата се заснива на утврдените активности програмски утврдени во актуелниот ЛЕАП. Може да ми кажете една мерка од тој што е имплементирана, например? Што имаме направено? Значи, покрај останатото, програмата. Мислам, не е мене на граѓаните, не. Да, Јас само прашувам. Значи, програмски активности кои што сега с програмата не ја носам, меѓутоа Не е битна вака програмата, што израдоци. општина Битола. Да, меѓу другото, значи, во програмата под овие програмските активности кои што се предвидени во делот на изработка на зелен катастар представува дел од ЛЕАПот. Кампања за подигање на јавната свест за заштита на животната средина во делот на заштита на амбиенталниот воздух, во делот на управување со отпадот, исто така представува дел од активностите предвидени во ЛЕАПот. Изработката на катастар на стационарни извори на Бучава представува активност од ЛЕАПот. Изработка на катастар на загадувачи на води, исто така. И имаме уште една изработка на катастар на отпад, исто е како програмска активност предвидена во ЛЕАПот и мислам дека и овие субвенционирањата се опфатени во ЛЕАПот, меѓутоа мислам сега еве ако сакате ќе ги прочитаме, мислам дека не е опасно. Добро. Сите овие активности се утврдени во стратешкиот документ и оваа година максимално се потрудивме програмата да се заснива на програмските овие активности предвидени во ЛЕАП. Знаете и самите дека ЛЕАПот е долгорочен стратешки документ, така да мислам се надеваме дека со ова динамика во овој период ќе ги исполниме поголемиот дел од планираните активности. И уште неколку прашања. Дали на градежните компании вика во случај на алармирање, значи прак за алармирање, бидејќи тој го добивме, ги вика на градежните компании се наложува, не се информира, се наложува да користат вода за намалување на прашина.
односно прскање гумите, камионите од градилиштата на градежните машини да ги пренесат, значи градежните машини пренесат до 7:30 часот. Дали ова е испратено од општина Битола до градежните компании? Како итна мерка, вели. Во ваков случај се применуваат итни мерки. Точно. Може. Вака сега, препораките од владата и од министерството беа не сите мерки да ги наведуваме, да ги наведиме само оние кои што можеме да ги спроведиме. Од страна на одделението, значи покрај мерките што беа препорачани, општината си даде и свои мерки кои сметаше дека во деновите на енормно загадување ќе ги спроведи. И затоа од 20 мерки, 30 мерки или различни општини, различни мерки, ние во соопштението имавме само 4 или 5, сега не знам колку се во прашање. Значи насоката од министерството беше една мерка да биде спроведена, 2, 3, 10, меѓутоа сите во време на уште утрешниот ден да бидат спроведливи. Значи, ако можам добро да ве во деновите разберам, на не можете алармирање, да. сите. Да. Во деновите на прак на информирање имаме препораки до граѓаните, ги знаете, повеќе се тие, да не излегуваат на затворено, да земат антиоксиданси, витамини. Согласно уредбата за изменување и дополување на уредбата за гранични вредности за нивоа и видови за загадувачи на станици во металниот воздух, цели вредности долгорочни, службен весник тој, во кој е дефиниран прагот, колку над 150 микрограми од управата на хидрометеоролошки, во ваков случај се применуваат итни мерки. Да. Значи се применуваат, а не кој ќе си ги одберите вие. Сега. Или се договоривте со министерството што можете, а ништо што не можете. Мислам, да разбериме јасно. Ви рекоа од министерството една или тоа што можете? Значи лесно спроведливи мерки што ќе ги спроведиме мерки. Значи тие бе се напишани насоките. во правот на алармирање. Не се овде има итни мерки. Не лесно спроведливи, туку веднаш спроведливи мерки. Итни мерки. Итни мерки. И се однесуваат исклучиво на периодот кога Значи, имаме праг на алармирање. Не можевте да ги информирате градежните. Ова е лесно спроведлива мерка. Ама Тековно, значи се одржува, така? Ние, значи, овие Прскаат на градилиштата, мислам, со вода, камионите. Ама сега тоа треба да биде во текот на цела година, не само во прак на алармирање. Во ред, значи, се информира, така? Визират обуките од 9,5 до 2,5. Ова е лесно спроведува. Ги информиравте? Немаме информација, ние тоа што да не можам да ви одговорам. Ова не можеме да разговараме со основателно, да? Дотурна стока се врши до 7,5? Не. И тоа е општина Битола. Добро. Може? Да, Павели. Вака, сега имам неколку прашања до инспекторатот. И јас морам да ви се извинам, меѓутоа сметав дека ќе имаме тука присутен од општина Битола кој ќе ни објасни зошто не се спроведен или зошто не се информиран. Јас знам дека вие немате таква задача, меѓутоа требаше да се обезбеди и такво лице кое што ќе ни одговори на овие прашања, инаку се ова што правиме тука е залудно. Прашањето до инспекторатот, до инспекцијата ми е кои мерки се спроведени од ваша страна во периодот од 1.1.2025 година до денес? Дали може да ми кажете? Накратко. Спроведени се сите мерки што се дадени во препораките од Министерство за животна средина во смисла контрола на фирми со Б интегрирана еколошка дозвола кои што работат. Тоа го изврши инспекторката за животна средина, ги вршеше тие контроли. Извршени се контроли на 4 пекари кои користат дрво за како огрев, како за енерген за изготвување за печење на лебот, 11 механичарски работилници и едно физичко лице исконтролирано каде што беше забележано зголемено зачадување од оџакот. Од страна на комуналната инспекција бе организирани секојдневни контроли од 10.1 па до денес, со организирање на сменско работење на дел комунални инспектори кои што беа задолжени да утврдат евентуално горење на отворена површина,
палење на пластики или друг вид на несоодветен отпад на јавна површина. И беше побарано од МВР мислење за евентуално насочување на сообраќајот, со јавните предпријатија за миење на улиците беше поставена координација, тоа е, главно се е офатено. И градежниот инспектор беше задолжен за да врши контрола на градилиштата, меѓутоа заради временските услови немаше извршување на градежни работи. Бидејќи кажавте дека вие нормално како инспекторат сте надлежни, мене ме интересира дали некој беше излезен на терен во моментот кога, како што кажа од од одделението за животна средина, имаше прак на информирање, што вклучува и известување на граѓаните дека не треба да се собираат на јавен простор, меѓутоа имавме едно известување од јавното предпријатие Паркензи дека лизгалиштето е во функција и дека може слободно да се користи. Мене ме интересира дали вие како инспекторат излеговте на терен. Во делот на во кој дел мислите? Па имаше соопштение јавно достапно, каде во време на такви мерки се повикуваат граѓаните да го користат лизгалиштето, што би значило собирање на јавен простор. Инспекторатот нема тука надлежност во тој дел. Добро. Да Кој има? Па предпоставам МВР. Добро. Не сум сигурен. Дали може да ми кажете колку бе интегрирани дозволи има на територија на општина Битола? Имате некоја бројка? Тоа ќе мора писмено да ги доставиме од Да, писмено. Јас ќе ви ги прочитам, само ве молам да ми ги доставите неколку се такви. Може? Значи колку и бе интегрирани дозволи имаме согласно законот за животна средина, јас мислам дека истите имаат некој временски период кога можат да важат и нивната важност истекува. Ме интересира, значи, заедно со истите кои се позадолжени од тој што издава дозволата, треба да се обноват. Значи, ме интересира колку се и дали истите ги задолжиле да имаат измена на дозволата, бидејќи се сменало нешто, дали во нивната технологија, дали во некои други обврски и така натаму. Односно, под прашањето е колку такви изменети дозволи имаме. И следното е дали имаме наплата во последните 10 години од бе интегрирани дозволи и за што сме ги искористиле тие средства. Дали колкава е таа наплата? Вие го изготвувате решението? Кој го изготвува? Мислам, кој одделение, Вие го изготвувате? Добро. Ама на крајот го потпишува градоначалникот, така? Тој дел ми е важен. Добро, сега исто за одделението за животна средина. Општина Битола има изработено краткорочен акцијски план. Дали има координативно тело за изработка и спроведување на истиот? И доколку има, кои се членови? Вака сега, согласно, како што претходно ви кажав, нацрт записникот од 33-та седница на владата на РСМ одржана на 19 ноември, покрај одредени мерки кои што требаше да бидат континуирани за одредени институции, од планот за квалитет на амбиенталниот воздух произлегува и изработка на краткорочен акцијски план. Од страна на одделението, односно општина Битола, краткорочниот акционен план беше изработен и доставен согласно временскиот рок што ни го имаше зададено Министерство за животна средина на 17.12.2024 година беше испратен, меѓутоа поради одредени технички прашања, се уште е на согласност во Министерство, потоа треба да добие согласност од Министерство за здравство и истиот ќе ви биде доставен во моментот кога ќе биде целосно од согласности на надлежните министерства за да го разгледате и да го одобрите. Кога ќе го разгледате и одобрите, ќе биде поставен за јавноста на страната на општина Битола и во деновите на загадување ќе се работи по краткорочниот план. Односно, краткорочниот план ги содржи сите оние задолженија кои што ги работи одделението, инспекторатот, меѓутоа сега се срочени во еден краткорочен акцијски план. Што се однесува до координативно тело, не е направено координативното тело и не можам да ви одговорам по тоа прашање.
Нема кој треба да го направи? Општина Битола. Добро. Значи, меѓу другото, краткорочниот акцијски план е задолжение на локалната самоуправа, на општина Битола, односно градоначалникот како представник со сите одделенија кои што се засегнати во време на загадување, општински инспекторат. Добро, ама ние немаме сега во моментот. Не е интересна ова тема, пошто денес не е загадено толку многу сега, не е тема да ни кажуват од општината, не сме важни. Дали Леапот е ставен како точка на дневен ред? И дали е одржан состанок на локалниот комитет и работната група? Не е се уште, мислам дека за наредната недела дека се спрема. А комитетот и работната група имаат одржано состанок? Сега не. Имаме координатор и мислам дека во текот на наредната недела ќе има состанок. А како, дали се спроведват мерки од Леапот, бидејќи сега ми кажувате дека истиот не е доставен до Советот? Леапот до Советот? Леапот е усвоен од страна на Советот. Не е усвоен Леапот. Не е усвоен, да. Меѓутоа, согласно процедурите, се утврди дека тој е, да речем, на сила. Ние ви кажав и претходно дека согласно стратешките тие смерници дадени во Леапот, веќе работиме како одделение. Да, ама како може да работите, како може да се рачуна за усвоен ако не е усвоен, ако не е поминат на Совет? Мислам, кој си рачуна така? Во делот Градоначалник, на процедурите не ќе да навлегувам, меѓутоа... Ама не, јас сакам да навлегувам, некој... донесување на Леапот... Ама документ кој не е донесен и кој не е усвоен, не знам како се спроведва. Да, значи беше кажано дека усвојување на тој документ од страна на Советот не е пропишано во закон. Ами тогаш зошто да ни го пуштате на следната седница да го поминиме на Совет ако не е пропишано со закон? А за која седница да го пуштиме, мислам? Не, ми рековте дека сега се спрема за да се пушти. Ако не е пропишано, тогаш зошто? Не разбравте, значи на наредна седница ќе треба да биде законот пропишува донесување на краткорочниот акционен план. Не, јас за Леапот ве прашувам. Не. Немаме, мислам... Наредната седница има координативно, што му рече и работната група. Тука не се разбира. Да, нешто изгледа не се разбравме. Нешто не се разбравме, изгледа. Да. Значи јас... Значи краткорок... Не, вака. Јас ве прашувам за Леапот. Да, значи се извинувам, не сватив дека за Леапот. Да, јас за Леапот ве прашувам. Леапот е... Дали спроведуваме мерки од Леапот, а истиот не е поминат, мислам не е поминат на Совет? Може да побараме, имавме ние определено лице кое што беше главен координатор за постапката за донесување на Леап и мислам точно и прецизно да ги добиеме информациите, не сакала да коментирам нешто кое што мислам не сум информирана точно. Само последното прашање, дури разговараме за другото, да му дам простор на директорот на Комуналец. Дали може да ми дајте информација во последните 2 години колку општи работници имате ангажирано или вработено и која е нивната старосна граница? Секако имаме други прашања, дали може да го добиеме одговорот? Ќе продолжам после. Да одговори на прашањето ваше. Добар ден на сите. Јас сум Лјупчо Стојановски, магистр по инженерство за животна средина, овде сум во својство на стручно лице. Јас ќе се обидам да ги кажам стручните терминологии во однос на тематиката од животна средина, што е и на локално ниво. Во врска со локалниот еколошки акционен план, бидејќи е стратешки документ и тој е основниот стратешки документ на секоја општина и најважен документ на општината, кој што мора да ги помени сите процеси на разгледување, усвојување и договарање. Ова нешто е согласно законските одредби кои се однесуваат на надлежност на единицата на локална самоуправа во однос на Законот за квалитет на воздухот. През член 33 превземање на мерки за информирање на јавноста и давање пристап до информации и учество во изготвувањето и донесувањето на планските и стратешките документи.
Значи, тука треба да биде вклучено учеството и да биде усвоено на седница како што е по пропис, бидејќи е стратешки документ. Секој стратешки документ има обврска да биде да подлежи на усвојување и разгледување од страна на Советот и од страна на комисиите соодветните. Како што беше направено за планот за управување со воздухот, како што го направивте, значи планот за управување со воздух одеше на тоа и секако дека тие процедури што треба да се направат, треба да се почитуваат и за ЛЕАПот. ЛЕАПот е основна работа врз основа на која што се надоврзуваат сите други стратешки документи. Планот за управување со воздухот е основата врз основа на ЛЕАПот. Тоа е основата на цело друга работа. Значи тоа морам да ви забележам, дека треба да биде усвоен, да биде стапи на сила. Во однос на програмата за животна средина што имате за 25-та година, во однос на Законот за квалитетот на амбиенталниот воздух имате 3 мерки кои што треба да ги преземете. Тоа ви е контролата на изготвување на краткорочни планови за ова што сега го представите на сила. Имате исто така и за изработка, односно информирање, да го почитувате законот член 29 од Законот за животна средина, Закон за квалитет на воздухот, каде што треба да информирате постојано, општината треба да информира јавноста во однос не само за праговите за надминување и алармирање, туку и за информирање. Следењето оди по процедура која што е општо ја има и се постапува со неа. Вашите обврски како општина стојат во насока на секојдневно разгледување и пратење на мерните инструменти, тоа на мерењата на аерозагадувањето во град Битола. Битола 2 е за жал се уште во функција. И по потреба секојдневно известување и надлежност на известување на јавноста согласно Архуската конвенција. Мислам дека за тоа не е проблем, никакви средства немате. Краткорочните планови кои што ги направивте, имавте рок од 30 дена да ги изготвите согласно акционата програма план за интервентни мерки што ги има усвоено на владата за 24-25 година и таму имате рок од 30 дена да го изработите тоа. Согласно законските одредби, ова е малце убрзано, бидејќи согласно законот вие треба прво да добиете листата за агломерација, за да ја добиете, меѓутоа со оглед на тоа дека загадувањето во Битола во однос на 23-та година деновите се не се 35, туку се 53 за 23-та година, автоматски на тоа следува дека треба да се изработи тој краткорочниот план. Краткорочниот план треба да ги имате, согласно правилникот, треба да ги имате предвидено мерките и агломерацијата, да напишете кои се мерките и да ги наместите и да ги поставите врз основа на некои критериуми. Дали тие критериуми ги направивте и во кој ги направил тој краткорочен план? Вие самите го направивте како деление, почитувајќи го правилникот, не знам, меѓутоа тоа треба да оди малце на поширока расправа, моје мислење дека сепак е стручен и би требало да оди малце на јавно согласување. Во однос на информирањето за другите мерки за управување со квалитетот на амбиенталниот воздух, член 50 став 3. Значи тука имате обврска како и мерките активности за подобрување на општата ситуација на подрачје на општина Битола и да ги информирате јавноста за активности планирани за следната година. Ова зборувам само за Законот за амбиентален воздух. Многу важна елементна и состојба е почитувањето на членот 39. Членот 39 од Законот за квалитет на амбиентален воздух и ви дава можност да формирате мрежа за мониторинг на станиците. Членот 39 став 1 треба да ги поставите мерните станици врз основа на предложената методологија од Министерството за животна средина, што е малку потешко бидејќи самото министерство има проблем со одржувањето, така сигурно би го имале вие, меѓутоа ви дава можност законот членот 39 став 2 да можете да поставите индикативни мерни станици. Тоа значи тоа што веќе е поставено во однос од страна на невладините организации во Битола, што се ставени тие индикативни мали апарати, може да се постават кои што би давали индикација за големо загадување. Ова нешто не е многу скапо. Мислам дека ќе да оберете средства за тоа да се направи, бидејќи тоа ќе помогне во можност на имплементација на краткорочните мерки. И треба за тоа да обезбедите средства, сопствени средства. Средствата ви се на располагање. Моје мислење дека имате средства за Стрекја Битола
ги добива средствата од замена за фосилните горива, нели? Ланската година добивте околу 9 милиони денари и секоја година ги давате и тие, значи, наистина би биле добро да се искористат баш за оваа намена. Значи, при имплементација на краткорочни и долгорочните мерки. Краткорочните интервентни мерки се само за краток период. Имате и среднорочни и долгорочни. И каде што тие може да направат таква работа. Овие работи треба да ги имат, да ги предвидите и во буџетот, бидејќи навистина со тие пари може да се направат многу, повеќе средства, меѓутоа стриктно само за аерозагадувањето, со оглед на тоа дека оваа година, значи јануари месец имаме огромно загадување на овој дел на загадувањето во јануари, 24 дена, откупно 30 дена во јануари, има 24 дена каде што е надминато концентрацијата над 50 микрограми и 4-5 дена каде што е над 150. Значи цело време сме биле на праг на информирање. Кога зборуваме за праг на мерките за праг на информирање, исто така во акциониот план што го имате, сите мерки што ги предлагат владата се тие краткорочни мерки, меѓутоа имате таму доста мерки кои што се од континуиран карактер. Тоа значи дека и чистењето на улиците треба да биде континуирано, а не само кога имате праг на алармирање. Не само добро, но се наразбира дека не само на зимскиот период, туку и летниот период, чистењето на улиците треба да го дават. Нормално кога е минус 20 не можете да чистите да со вода, да се мијат улиците. И тие активности што треба да бидат како краткорочни се дадени таму, напишани ви се. Можам да ги имате, може да ги прочитаме. Имате препорака од Министерството за воден инспекцијски надзор, контрол на теренот, бе интегрираната дозвола и елаборатите. Имате можност за казнување и опомени за горење на мастопластика и други отпадни материјали. Тоа треба да оди континуирано. Сите мерки што ви се дадени се во акциониот план се од континуиран карактер, така да не би било смешно, мислам не би било умесно да се повикуваме само на кога има интервентни информативни план за информативен праг или за праг за алармирање. Водената контрола на технички исправност на возила треба да биде континуирано заедно со тоа го правите особено со СВР, односно милење. Редовно чистење на атмосферските шахти, мијање на улици и тротоари, јавните предпријатија треба да правите континуирано. Сега ќе имате проблем во однос на чистењето, бидејќи не можете да изчистите, бидејќи се е калдива, ако морате да ги чистите прво шахтите, не знам дали се доволно тие што ги направите, меѓутоа треба повеќе да ги направите да бидат чисти, како би можеле да го направите тоа. Бидејќи ако не ги чистите, дренажата на водата ќе остане, меѓутоа и калта што ќе остане треба да се собери. Таа кал ако се исуши, после имаме проблем со фугитивна емисија на прашина, што повторно ќе се расшири, повторно ќе имаме проблем со движењето во летните периоди. Во однос на контролата на оџаците. Пракса е во целата држава, гледам, и кај нас треба да биде пракса, субвенции на чистење на оџаци. Може и општината тоа да го допринесе. Во Леапот имате ставка од 100.000 денари. 300 или 500.000 денари за 150 оџаци да чистите. Овој што не ви е усвоен. Треба да биде редовно, по моје мислење, дека субвенцијата на оџаците мора да биде би требало да биде имплементирана секоја година, бидејќи ние колку и да сакаме да преминуваме на топлификација и гасификација, сепак 46%, 50% од населението ќе биде се уште на дрва. И оџаците ќе бидат во функција понатаму. Не може тоа да оди преку ноќ, може да оди само постапно. За постапното преминување на населението од дрва на друг вид на енергенси, доаѓа со субвенции, како што знаете, нели субвенции со пелети. Исто така треба да се води рачун, што е малце подолгорочна мерка, а тоа е за субвенција на социјално загрозените лица, дали ќе им се помогне со набавка на дрва или со набавка на нови печки или било како, за грејење за дрвата. Еден многу важен елемент кој што го знаеме сите кои што го видовме и во Леапот и во планот за управување со воздух и мерењето што се прави во ТРАП проектот што беше тука применет. Значи се кажува дека над 60% од загадувањето во аерозагадувањето доаѓа од фосилни горива, од дрва, биомаса. И има поконкретен податок за ваше информирање, надминувањето на прагот, кој што на 26 јануари
Во 19 часот имавме 409 микрограми на метар. Најголемо беше тогаш. Сега рачунете ја оваа податок. Во тие 409 микрограми, значи од 50 на 409, 350 микрограми, 70% отпаѓа на PM10 честички од дрвена маса. 30% е од течни горива. Значи голема е тоа влијание. Едно од мерките кои што кисела вода го прави општината му дава субвенции за дрвата. За набавка на огремно дрво, меѓутоа во износ од 350 до 500 денари од метар кубен субвенција. Можна, меѓутоа да не испадне злоупотребена, па да видиме дека пак сепак се користи гориво со субвенција, меѓутоа таа субвенција претежно ќе биде за социјалните категории претежно. И тоа може да се размислува, меѓутоа ќе има проблем со тоа што сепак се користи фосилно гориво. Едно од најважните мерки во однос на дрвената маса и дрвата е проблем што секако го посочи и од Геосфера и од сите стручни лица е дека се користи влажно дрво. Влажно дрво. Што значи тоа? Тоа значи дека набавувањето на дрвата кои ги обезбедуваме од шумското предпријатие, дали од Национален парк Перисе, доаѓаат сечени во текот на јули месец. И тие во истиот ден ти ги носат. Тие се влажни. Значи, тие потребно е за правилно горење на дрвата, потребно тие дрва да отстојат една година, па тек после да се дават на продажба, меѓутоа не е тоа причина кај нас. Има мерка и метода за тоа да се направи. Многу лесно и многу едноставно, меѓутоа тоа не е надлежност на општината, туку веќе оди на надлежност на државно ниво. Националните паркови или македонски шуми можат да ги собираат, да ги сечат дрвата, меѓутоа имаат посебни простори, имаат големи простори магазински, каде што може тоа дрво да се преработи, да се исцепи, да се исечи, да се исуши, да се стави, да се на 2 кубици како што се тие поставени, тоа се применува секаде во Западен Балкан, по шумите од Србија нагоре, и да се носи директно цепено сечено и суво до крајниот потрошувач. На тој начин ќе се замали загадувањето за тие 50%, 60%. Многу практична метода, ќе има контрола и тоа може да помогне и во економскиот аспект, бидејќи тогаш за цепење и сечење ќе се вработат лиѓе дополнително, кои што се сега цепачи слабостојно, кои може да се вработат и да имат стабилен приход на средства. И тоа може многу практично да се направи. Во однос на градилиштата. Градилиштата се активности кои што сега се работи. Јас имав прилика пред баш за деновите кога беше загадувањето на 25 и 26 да поминам горе кај Арама и тука на ќошот што е Карши Стокомак, тука веќе имаше градежни активности. Камиони носеа земја да копаат сите работи. Значи би требало да бидете поактивни на тоа поле, да се работи на тоа. Секој градежна фирма треба да си доби упатства за безбедност и здравје при работа. Нормално едно од тие безбедносни работи е фактички за чистење, перење на гумите или пак покривање на камионите за однесување земји материјали кои што не би се растурувале низ површината, бидејќи на тој начин, ако тоа не му го посочите, утре други ден, како што е пракса на Западот, и тоа да го истори, општината ќе го исчисти, меѓутоа ќе си го наплати на фирмата, ќе му наплати сметката за чистење на улиците. Практична работа, нели? Завршивте? Или? Сега да. Благодарам. Благодарам за излагањето. Повелете, Илиевска, прашање имате? Директорот дали може да ми одговори? Ке му уразува писмено, пошто се повеќе податоци, старосна граница на сите по еден треба да проверваме, или подоцна во текот на денот да ви одговориме како сакате, во моментот не можам. Добро. Вака, бидејќи нема да добиеме одговор очигледно на прашањата претходно кои ги постави Чулаковски и јас. Јас имам еден предлог до комисијата, односно имам предлог за 2 заклучоци, кои што би сакала истите да ги гласа комисијата и да ги достави, ако треба, до Совет, меѓутоа мислам дека треба да се достават до градоначалник. Првиот предлог заклучок е градоначалникот на општина Битола, Тони Коњановски, да го разреши директорот на Паркензи
заради непревземање мерки за заштита на здравјето на граѓаните. Ќе ви прочитам една официјална објава на страната на јавното предпријатие Паркинзи Битола, каде пишува вака: убавото време кое преовладува овие 2 дена придонесе техничките работи да се завршат порано од планираното. Утре, 26.1. продолжуваме со лизгање, како и досега, секој ден од 10 до 22 часот. Ве очекуваме и има срце. Би сакала накратко да ви ги прочитам бројките на загадувањето кои што биле во тој ден, почнувајќи од 10 часот натаму. Значи, во 10 часот на 26 јануари загадувањето било 236 PM честички. Во 11 часот, значи, за оние кои што ја следат страната на Министерството, можете да видите дека на секој час имате информации. Во 11 часот било 180, во 12 часот било 108, во 13 часот било 80, во 14 часот било 66, во 15 часот било 70, да не должам, во 18 часот било 339, а во 19 часот било 405. Сметам дека овде се работи не само за непревземање мерки, туку и за загрозување на здравјето на граѓаните на општина Битола. Тоа е мојот прв предлог заклучок. И вториот предлог заклучок е градоначалникот на општина Битола, Тони Коњановски, да го разреши директорот на јавното предпријатие Комуналец за непревземање мерки за заштита на здравјето на граѓаните. Граѓаните на општина Битола плаќаат сметки и заслужуваат да ги добијат основните работи кои што им следуваат како граѓани согласно Уставот и согласно она што треба да го превземи предпријатието и општината. Се надевам дека овие заклучоци ќе ги сватите како советници добронамерно, бидејќи се работи за заштита на здравјето на граѓаните на општина Битола. Ви благодарам. Пет минути пауза. Почитувани, продолжуваме со комисијата. Може дискусијата да продолжи. Дали некој од советниците сака да постави прашање? Павел Бојковски. Благодарам, председателке. Да ги поздравам присуството на директорите и вработените од општинската администрација. Јас како што разбрав, комисијата беше свикана за да не информират какви се мерки се превземени од страна на општинската администрација и јавните предпријатија. Од она што го разбравме и што ни го каже, дека кога се створија временските услови поволни од страна на јавните предпријатија во општина Битола, се превземени мерки за чистење на улиците и сливниците од страна на јавното предпријатие Нискоградба. Исто така бевме информирани од страна на општинската инспекција дека во континуитет од 1.1. до денес се извршуваат вонредни инспекцијски контроли и оние редовни контроли кои што ги извршуваат редовно инспекцијата. Воведено е сменско делување на инспекцијата и тоа беше кажано. Она што го кажа и председателката на Советот Габриела Илиевска, а се донеси заклучок за разрешување на директорите, мислам дека е политика која што сака да ја брка во Советот и тоа нема да го реши проблемот на загадувањето, доколку и бидат разрешени директорите, а мислам дека таков мандат нема оваа комисија, затоа како председател на комисијата ве повикувам оваа точка да не ја ставате на гласање, а јас ќе дадам препораки до јавното предпријатие Комуналец, бидејќи кажа дека плановите за обработување кои што биле тука предложени од нивна страна, не биле гласани, да не достави анализа директорот, каков тип на вработени општи му се потребни, кои што не само ќе делуваат кога има загадување на воздух со цел чистење на улиците, се разбира тие вработени ги користат и за редовно одржување на зелените површини во градот. Исто така, уште една препорака втора, до понеделник, како што гледаме временската прогноза која што е дадена, ќе имаме поволни временски услови без минусни температури
интензивно се продолжи со чистењето на улиците и тротоарите во градот и до понеделник сите активности кои што ги превземат да не информираат на писмено што се е направено на јавните предпријатија. Благодарам. Благодарам Бојковски. Дали некој друг повели? Пошто гледам не се вртите на кај мене. Согласно статут и деловник, секој советник има право да побара да се изгласа било каков предлог и не можете да ми го одземите тоа право како советник. Доколку нема мнозинство, истото нема да биде изгласано. Тоа е првиот момент. Вториот момент е, колега Бојковски, ние тука сме политички избрани, меѓутоа, ако за вас бројката од 405 во 19 часот на 26 јануари, 405 PM честички за вас не значи ништо и е политика, тогаш мене навистина ми е жал што седите во овие клупи. Јас само побарав да се спроведи она што е законска обврска на директорите, а исто така она што им следува на граѓаните согласно устав пред се. А тоа е здрава и чиста животна средина. Исто така, не е точно дека ние немаме таков мандат, туку ние имаме право да побараме и да изгласаме било какви заклучоци. Дали тие ќе се реализираат или не, тоа зависи од градоначалникот на општина Битола. Мене ми е навистина жал што денес тука не ги добивме информациите и јас би сакала да им кажам на сите дека ќе се обратам на писмено и ќе побарам информација од јавен карактер на секое прашање кое што денес јас тука го поставив. И сметам дека ништо тука не поставив политички, туку секое мое прашање се однесуваше за заштита на здравјето на граѓаните и пред се на вашето и моето здравје. Не зборуваме овде за политика. Зборуваме за здравје. Затоа ќе ве замолам двата заклучоци да ги ставите на гласање. Нема никаков проблем, ние сме демократско општество, истите можеби нема да бидат изгласани. Меѓутоа, ваша обврска како председател е да ги поставите на гласање. По консултација со правниците. Ако може написмено да ми ја доставите консултацијата и одлуката на правната служба Не. во овој момент. Ако може да довршам. Значи, денес комисијата е свикана за точка на дневен ред извештај од општина Битола за преземените мерки. Тука се собравме за да имаме препораки. Мислам дека треба овие ваши предлози, не велам дека може ќе се изгласат, може и да не, меѓутоа советниците, нас кога ќе имаме седница, имаат право да се изјаснат сите дали сакаат или не сакаат да бидат поставени на дневен ред. Значи не велам дека нема да се изгласат, меѓутоа Председател ке согласно статут и деловник. Вие сте председател на комисијата и треба да ги поставите на комисија за животна средина, бидејќи се предложени од советник. Да знаете дека кршите статут, деловник и навистина не можам да ве разберам дека не сакате да поставите заклучоци да се изгласат. Тој да ми доставите на писмено согласно кој член од статут, деловник, закон, вие не ги поставувате заклучоците на гласање. 5 минути пауза. Продолжуваме со седницата. Дали некој друг бара збор? Повели Чулаковски. Кратко да резимираме. За јавноста најмногу. Ќе го земам пример 26 јануари. Во момент кога аерозагадувањето било најголемо во овој период од годината, јавното предпријатие Паркинзи ги повикало битолчани, вклучувајќи ги децата од Битола, на лизгалиште, кои се најчести посетители, да присуствуваат на лизгалиштето, иако знаеле дека воздухот надвор е отровен. Од друга страна, и покрај добиените препораки од Министерство за животна средина, јавните предпријатија не излегле на терен поради неколку причини. Првата причина е тоа што наводно биле минусни температури, не можело да се работи и да се чистат улиците. И втората причина од јавното предпријатие Комуналец е дека немале средство за да ги испрскаат улиците против аерозагадувањето. Ова е директно се однесува врз здравјето на битолчани.
И ако не советник, ако треба јас како член на Комисијата за животна средина, ги поднесувам повторно истите барања што ги преднесе повторно колешката Габриела Илиевска. Значи, директно одговараат за здравјето на битолчари. Не знам зошто се објаснуваме и зошто разговараме воопшто. Некој не ги почитувал мерките и законите во Република Македонија, со што директно го загрозил здравјето на битолчани. Завршен цитат. Благодарам. Благодарам, Чолаковски. Дали некој друг има прашање? Повели, Корле. Не е само прашање председателка, чисто два предлози се. Предлогот што доаѓа од СДСМ, по ова се што го слушнавме, е да се примени од најресолната метода, до општина Битола, бидејќи како што кажуваат и тие што се разбираат повеќе од таа работа и она што читаме во медиумите, бе најевтина и ефектите се видливи одма и веднаш. За тоа, да применат таа расолна метода, бидејќи во Куманово чинам дека денови веќе ја применувале таа метода. И втора работа во однос на сообраќајот да исконтактира општина Битола со Министерството за внатрешни работи, тешките товарни возила да не движат низ градот. Едноставно да ги одбегнеме барем тие работи кои што можеме да ги заштитиме како мерки, тоест да ги направиме како мерки кои што ќе донесат краткорочен и одма ефект во делот на загадувањето. Покрај се другото, она што го спомна надлежник. Како предлог? Тие две предлог мерки, првата е прскање со аеросолна метода, бидејќи најевтината работа, и второто е за одма со Министерството за внатрешни работи, тешките товарни возила веќе низ градот да си најдат начин како ќе го спроведат тоа, да не движат низ централното градско подрачје, бидејќи имаме проблем со врезовите, тоа е тоа. Добро. Како председател на комисијата ќе се повикам по член 29, предлозите да се поднесуваат усно на седницата во советот или писмено меѓу две седници до председателот на совет, и денес ќе огласаме само извештајот како што е. Кажете ми по кој член на деловникот и статутот не ги поставувате да се гласат предлозите на комисија? По кој член од статут и деловник ми го одземате правото да предложам предлози на самата комисија? Да ми го прочитате, тогаш клајте ги на гласање. Барам да се постават на гласање. Колешке, очигледно не ги имате прочитано кој е тој член 29. Шо пише во член 29? Предлозите може да се поднесат усно на седница на совет или писмено меѓу две седници. Ама кажете ми кај пише дека на комисија не може, сакате да ги вратиме назад комисиите, дека на секоја седница имаме предлози на самата комисија кои ги гласаме? На седница на комисија гласаме предлози за измена на буџет. Џабе го гледате Бојковски. Дајте ми на писмено зошто ми го одземате правото. По кој член од статут и деловник ми одземате право? Не само мене. Колешки му одземате право на граѓаните на општина Битола. Не знам како не ви е страм. Стварно не знам како не ви е страм. Преминуваме на гласање. Точка е број 1. Извештај од Треба да знаат граѓаните кои го имат изгласано. Некој кој не се грижи за нивното здравје. Значи се работи за двајца заклучоци. Јас ќе го гласам или вие? Што се уплашивте партиските директори дека ќе ви ги сменат? Не за партиските директори дека ќе ви ги сменат. Со 405 загадување дозволивте да не ги гласате заклучоците. Тука сме собрани за вие в партија да му речите дека ги слушате. Не е така, собрани сме за препораките, а слободно овие предлози. А за ова ќе имате пријава како советник. Во ред. Значи, слободно предлозите ќе се ги доставите на совет. Ова е газење на демократијата, на кој совет? Ова зашо го држиме денес тука? За да се видиме? Ова е комисија, ако е комисија? Кажете ми согласно кој член ми го одземате правото да поставам заклучоци? Илиевска, слободно овие предлози на седница по кој член ќе се ги доставите. Тогаш утре ќе имате ванредна седница со заклучоците. Нема проблем, Нема проблем, значи нека гласаат сите. Треба да ви биде страм како медицинско лице. Значи нема зашто да ми биде срам. Од граѓаните да се страмите. Утре има итна седница. Партиските директори ги браните.
Партиските бранам, директори кои го значи, не бранам загрозувале никого. здравието на битолчани. Не бранам никого. Утре нека има итна седница, слободно да ги се поставите. браните. И ќе ве молам комисијата да оди целосно како што е снимена. Еден дел ако фали, ќе имаме големи проблеми. Во ред, нека оди. Нека има Сега итна ќе ве седница. замолам, веќе се заканува Илиевска кон работените да привршуваме. Во ред. Вие се заканувате на здравието на битолчани. Се заканувате и го загрозувате. Вие си терате политика на здравието на битолчани. Еднаш добивте избори, Јас сум така повеќе еден нема да од тие добиете. битолчани кои има Ќе ве проблеми со замолам здравието, да не со си загадувањето, имам играте- право да го бранам да истото. не си играте со емоциите Треба на да ви биде битолчани. страм. Вас треба да ви биде страм, бидејќи Ни правите го укинувате политика, единственото демократско право правите да политика, поставуваме политика прашања правите на и да здравието на даваме луѓето, предност. за срамота. Се уплашивте дека треба да гласате за. Зато не ги главате. Оти треба да гласате за. Зато. Председателка, ќе ве замолам. Во ред. Не ми дадовте на писмено, барам да ми доставите на писмено според кој член ми го укинувате правото да се гласат заклучоците на комисија. Барам да ми доставите на писмено. Пауза 5 минути. Бидејќи немаме кворум, двајца сме, комисијата продолжува понеделник во 11 часот.